На само 3 дена пред почетокот на пастрамалијадата во Штип, познати се деталите за 8-то поред издание на манифестацијата, која го слави гастрономскиот бренд Штипската пастрамајлија. Предвидени за годинашно реализирање на пастрамалијадата 18, 19 и 20 септември започнуваме од петок со програма која што официјално започнува од 20 часот. Меѓутоа, штандовите и останатото ќе профункционира многу порано. Се инсталираме веќе од утре на тој простор. Во делот на содржините кои што ќе ги има во оној протоколарен дел, да кажеме дека ќе има она традиционална изработка на джиновска пастрамајлија. Макпромет и ова година ја подготвува неа. Ќе имаме напревар во брзо јавење, ќе имаме напревар во брзо послужување, тоа угостителите веќе се подготвуваат да видат кои од нашите угостителски објекти го имаат најбрзиот келнер. А за музичките звезди мислам дека доволно веќе сте информирани, но сепак да кажеме дека во 3 дена имаме по неколку артисти кои што мислиме дека ќе го задоволат интересот и ќе направат добра забава. На пастрамалијадата ќе учествуваат 26 угостители и 3 винари, кои ќе нагостат околу 100.000 посетители. Во текот на вчерашниот ден беше распределувањето на штандовите, помина без никаков проблем, на општо задоволство на сите, утврдувањето на цените. Тие се ангажирани, укажано им е дека треба да внимават на квалитетот на пастрамалијата, на големината, со цел да не дозволиме ексцеси, бидејќи ова се случува по 8 пати веќе не треба да се дозволи да бидеме на некој начин критикувани заради тоа што квалитетот на пастрамалијата или низината големина не била на ниво како што луѓето очекуваат. Значи огромна благодарност до генералниот покровител Скопско и до традиционално фирмите кои што го помагаат, ја помагаат манифестацијата, тоа се винеријата Тиквеш и Штипски брилјант. Од локалната самоуправа апелираат штипјани овие 3 дена да ги остават автомобилите дома. Да дојдат пеш на локацијата до Иле и да учествуваат на пастрамалијадата, со што ќе помогнеме во, така да кажам, сообраќајното решение околу оние кои што ќе дојдат од регионот и од Македонија, да им овозможиме тие да дојдат со автомобили, тие да ги паркираат, да најдат место за паркинг, а ние сите да излеземе пеш и да помогнеме во реализација на манифестацијата на тој начин. Оваа година ќе има поставено сообраќајни знаци и патокази кои што сите оние заинтересирани кои што доаѓаат од источниот регион, па и од Скопје, Велес и од Радовиш и Струница, ќе бидат информирани каде да се движат и каде најлесно да влезат во Штип без да се направи некој поголем хаос. Важно е да се каже дека при влегување од Кочен и Виница од горниот дел, ќе постојат патни знаци и оние кои што доаѓаат на пастрамалијадата ќе бидат пренасочувани преку Балван и мостот, преку општина Кардинци да влезат, со цел да се растовари влезот од кај Чардаклија и главниот влез од кај Велес и Скопје. И делот на угостителите е веќе завршен. Оваа година организацијата е на поголемо ниво. Штандовите се во помал број, не со цел да биде полоша услугата, него да биде подобра, да се даде по поголема квадратура на гостителите, да можат да дадат подобра услуга на своите клиенти. Цените околу пастрамалијата ќе бидат унифицирани на сите штандови, тоа е договорено на вчерашниот лов, нема да има разлики од штанд до штанд, исто така и за пијалото. Со добра музика, со добри пејачи кои се предвидени овие 3 дена и со добра организација од гостителите се надеваме дека имаме добра забава и само би порачал Македонија, повелете на добра музика и добра штипска пастрамајлија. Сцената останува на истото место, штандовите се повлекуваат до тротоарите, така што на улиците ќе има доволно простор за посетителите. Угостителите ќе продаваат унифицирана пастрамајлија по цена од 120 денари. Со оглед на квалитетот на музичките звезди и најавите на посетители кои доаѓаат од регионот, се очекува нивниот број да достигне над 100.000 од цела Македонија и регионот.